10 тони жито во село Ерџелија изгореа додека трепнеш на само неколку дена пред жетвата. Големата штета се случи завчера во местноста Летиште, каде жители од ова село претежно одгледуваат жито. Несреќата ги снајде семејството Велкови. Оштетениот земјоделец Дејан Велков беше воздржан од секаков коментар пред микрофонот на телевизија Стар. Крајно депримирани, никој од семејството Велкови не сакаат да зборуваат пред камера за штетата која што ја претрпеа со изгорената нива со жито. Велат сега се фокусирани на она како да ја надоместат штетата, затоа што пари требаат за многу неплатени обврски. Наместо Велкови, за вакви слични неочекувани и несакани нешта, зборуваат неговите соселани. На мене мислам да си пред 2 години изгоре ми приколица со детелина, на нива ми изгоре. И сега кај да тражам вината? На кој да ја тражам? Да. Пред тоа имаше камион се запали тама со жито ли беше, без жито ли, жетва беше исто, изгоре камионот. Добро, што е последицата? Дали кавга? Може и човечки фактор да е непажња, може и да е подметнато, може и природа да е тука. Не може да бидеш свесен да кажеш што е како е. Не знам што да кажам. Во Ерџелија, луѓето живеат домакински и без лоши намери за човек да се посомнева дека пожарот можеби е подметнат. Но, во вакви случаи, сомнежот секогаш доаѓа неповикан. А наместо семејството Велкови, за ова одговараат нивните соседи. Никаде не се кажуваше дека тоа намерно. Значи, сепак е тоа несреќа. Сега може и само запалување, или може ете тоа е. За миг да ти отиде досега вложениот труд и пари за своја екзистенција не е мала работа. Единствена оценка е намештаните од ова Светиниколско село. Што да прават семејството Велкови сега, каде што нивната нива, која што како што рекоа им е под наем и мораат годишно за истата да платат 115.000, сега се во безизлезна ситуација. Парите огнот им ги одзеде. А инаку, меѓу другото, ова е местото каде до пред 48 часа имаше посев и добра реколта. Но сега пепел е наместо жито. Исто како и овде, има и на друга нива, во исто време речиси, во Аргулица. Таму гореа 15 декари и во неврат отидоа најмалку 5 тони жито. Нашите екипи излегоа со 4 камиона и 10 пожарникари. Со пожарот беа офатени поголема површина околу селото Црвулево, пред се земјоделски посеви со житарица. Во гасењето на пожарот, кој што реков, учествуваше половина единици и пожарот е изгасна за некаде околу 4 часа. Дали полицијата може нешто да направи и ги открие намерните или ненамерните виновници за пожарите? Случајот во Ерџелија е евидентиран како пожар. Увидна екипа беше на терен и изврши увид и во моментов се работи на утврдување на причините за опожарувањето. Информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Во меѓувреме, пожарникарите објаснуваат колку е тешко да се гаси кога е во прашање опожарена нива со жито. Гасење на житото е тешка форма на гасење, бидејќи житото е во валва состојба кога е во потполна зрелост, многу брзо се шири огинот. Имаме висок огин, каде што и нашите камиони и нашите средства тешко може да се приближат до самото место на пожарот. Неопходна ни е во овој случај многу брза интервенција, исто така и помош од земјоделска механизација. Како и да е, за собственикот на оваа гламјосана нива се соочува со нови и непредвидени трошоци. Сега, наместо да продава жито, ќе мора да купува, што во овие услови за земјоделците е еднакво на катастрофа.